Од март плюс 400 евра на сметките на функционерите доколку нема корекција на функционерските плати. Синдикатите со остри реакции. Иронично велат дека ако им се малку парите на функционерите, тие ќе им помогнат. Срамно и дрско и безобразно. Безобразно за една држава која се задолжува со грдни пари, неколку милиарди е долгот и уште се задолжуваат, а они да си ги покачат платите за 400 евра. Ова некого скапо ќе очини. Синдикатите подсетуваат и дека тие веќе предложиле решение за овој проблем. Линеарно зголемување на платите за сите кои се платени од државниот буџет, од администрација до избрани функционери, а не само за невисоките ешалони на власта. Оттаму ја посочи и незавидната социјална состојба на здравствените работници. Велат, новото покачување на функционерските плати за оние кои се грижат за здравјето на граѓаните се цели месечни примања. На елитата која се зголеми платата од јануарската плата над 400 евра, 24.000 и нешто денари, само да напоменам дека медицинска сестра која што се грижи за нивното здравје, се грижи за здравјето на нивните деца, на нивната фамилија, месечно примање околу 24.000 денари до 25.000 денари. Благајникот, сметководителот, административниот работник кој што работи во клинички центар или во здравствен дом Скопје, зима и помала плата од ова. Тој додава дека работниците во здравството едва и врзуваат крај со крај, поради што бараат линеарно покачување на примањата на сите во секторот. Во меѓувреме, министерот за финансии Фатмир Бесими тврди дека тој и неговите колеги од владата годинава нема да земат повисоки плати. Нема пари за дополнителното зголемување за кое што вие ме прашавте во однос на 24 година, според законот, каде што секоја година им следи зголемување согласно усогласувањето со просечната плата. Затоа нема пари во буџетот планирани за дополнителни зголемување на плати на функционери именувани. За сега е нејасно како Бесими ќе спроведе оваа заложба, имајќи предвид дека ќе треба да го прекрши законот и одлуката на Уставниот суд. Синдикатите пак категорични. Велат, ако владата не преземе ништо околу неконтролираното покачување на функционерските плати и крајно ниските примања на работниците, повторно ќе излезат на протести и ќе го блокираат главниот град.